Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Бележиме непрекинат галопирачки раст на бројот на заболени од COVID-19. Секој ден нов рекорд, секоја недела нов бран. Драматична е состојбата со исполнетост на болничките капацитети. На помош се викаат приватни интернисти. Загрижувачката состојба со коронавирусот вчера беше тема на разговори во вилата Водно. Но, иако бројките го покажуваат спротивното, оттаму децидно велат мерките се доволни. Моментално, во земјата има 8587 активни случаи, а починале 977 лица. Задоцнетите мерки го дадоа својот резултат. Ако 85% од починатите се со хронични болести, прашуваме зошто во ниту еден момент не се таргетираа мерките кон ризичната група. Воедно ги вративте на работа, додека се друго префрлате онлайн. Мерките за задолжителна самоизолација на лица при тестирање за COVID-19 од закажување на тестот или од самото тестирање до добивање на резултатот е уште еден показател за немањето на концепт од кој сите губиме. Тоа е најризичниот период. Дали досега никој не го контролирал тоа? Кој е виновен и чија е одговорноста? Затоа, ВМРО-ДПМН е предлага владата и Министерството за здравство да ги ослободи од работа хронично болните, кои се најранливата група на луѓе. Дополнително, предлагаме да се овозможи и организира бесплатно тестирање еднаш во месецот за сите здравствени работници кои имаат потреба и кај кои постои најголем ризик да заболат. Да ги заштитиме здравствените работници, нивните семејства, а со тоа да ги заштитиме и пациентите кои имаат потреба од здравствена услуга. Но, наместо активни мерки, во време кога бројме заболени и починети, доктор Караџовски е меѓу годинешните добитници на наградата 13 ноември, што ја доделува град Скопје како знак на признание за заслуги во здравството. Останува само да честитаме. Ви благодарам.